Мечот меѓу Вардар и Легија од Варшава е значаен и по тоа што победникот во двата дуела, поуспешниот за противник во третото коло од квалификациите во Лигата на шампионите, ќе го има никој друг туку тимот на Барселона. Тоа е предизвик и за вардарците, и за фудбалерите на Легија, па тоа уште повеќе како да ја подкрива атмосферата, како да ги покрива мотивите и кај едните и кај другите. Особено тоа е импулс за Вардар, кој рака на срце има многу помалку одиграно на превари на меѓународната сцена од вечерашниот противник, кој според фудбалските стручњаци е фаворит во дуелот со Вардар. За екипата на Вардар вечерва ќе настапат со број 1 Буарем Зекир, број 2 Драган Веселиновски, тој е капитен на екипата, број 3 Ѓорчевски, број 4 Васовски, број 5 Јанев, 6 Димов, 7 Брага, 10 Захариевски, број 16 е Славко Ѓоргиевски, доби шанса Ѓоргиевски да игра во првата постава, инаку предвиден беше Војслав Симоновски. Потоа со број 18 е Спасовски, со број 23 Рожерио Оливеира, популарниот бразилец. За екипата на Легија настапуваат со број 12 на голот Станев, број 2 е Афлијанчук, број 3 Сала, број 4 Јожвијак, 7 Маевски, 8 Кухарски, 11 Келповиќ, 14 Вуковиќ, 18 Магера, 20 Судек и 25 е Јахаја, тој е фудбалер од Нигер. Средбата ќе ја водат капитанис, тој е главен судија од Кипар, а ќе му помагаат неговите сонародници Петру и Дати. Четврти судија ќе биде Калис, делегат на УЕФА Испан Фузер од Унгарија, а контролор Бо Карпов од Шведска. Очекуваме првиот надпревар од оние два меѓу Вардар и Легија од Лигата на шампионите. Вардар шампион на нашата држава во последната надпреварувачка сезона. Легија шампион на својата земја, инаку Легија предводи југословенскиот стручњак Драган Окука. На кормилото на Вардар е Ѓоко Хаджиевски со помошниците Истатов и Палевски. Вардарците нормално ја имаат поддршката од гледачите. Маевски ќе го изведе корнерот. Тој дојде од Лех од Познань. Можеше да биде критично, опасно. Само речиси сите фудбалери на Вардар, освен Оливеира, но не беше тоа најсигурна реакција и втор корнер. Можеше да биде опасно за голот на Зекер. Повторно Маевски на ист начин нафрли на истото место и уште на самиот почеток гледате водство на фудбалерите на Легија 1-0. Дезорганизирана одбраната на Вардар, реков треба да се сгусли, да биде концентрирана, да може да реагира правовремено и еве на самиот почеток водство 1-0. Захариевски во овој момент се враќа во игра, Вардар е комплетен и токму тоа е со топката. До Брага, одлична топка, може да нафрли Брага. Се решава на соло пробив, нафрла, добро го стори тоа и назад беше таму кај аголот од 5 метри Оливеира. Блокира се Јанев. Оливеира, одличен потек на Оливеира, може да шутира и одбрани стане. Пета, каква шанса за Вардар. Претходно неколку години настапуваше за Прилепска победа и беше главен адут во тимот на прилепчаните. Келбовиќ мирно до својот капитен, овој уште помирно до Јахаја и повторно матирано одбраната на Вардар. И наместо Вардар да изравни, еве водство на Легија од 2-0, Јахаја стрелец на вториот гол. Повторно несигурна одбраната. Погледнете колку млако реагира одбранбените фудбалери на Вардар, едноставно
ја следеа акцијата на гостите, им дозволија да шетаат тука, да се изборат за каква сакаат позиција во 16-тикот. Тоа го искористи Јахаја и постигнува гол во 37-та минута. Легија води со 2:0. Ова е реприза на оној меч од пред 3 години. Одбрана на Станев. Дудек. Не ја прифати топката Сала. Ѓочевски. Кон Оливеира. Оливеира може да шутира. Промаши, но останува во 16-тикот. Ристовски не стигнува, сега стигнува. Дали ќе шутира, финтираше. Шута Ристовски гол. Ристовски стрелец на голот. 1:2. Се враќаат надеждите барем за Реми. Ристовски во 63-та минута. Убава акција на вардарците. Мајсторски го изведе тоа во 16-тикот. Ристовски финтираше. Оливеира најнапред промаши. Покрај него беше Јожвијак, дојде и Дудек. Го проигра Ристовски, погледнете, финта, излета неговиот чувар и тој ја пласираше топката покрај Станев и таа отсетна во голот. Маевски, Келбовиќ, Кухарски, Светли и гол. Светлица и гол. Светлица во завршицата ја запечатува судбината на Вардар. Во 89-та минута постигнува гол за 1:3. Верува во него Окука и тој е негов џокер, како што е Петков џокер на Каджиевски, меѓутоа џокерот на Окука во вистинско светло постигнува гол. Еве го тој момент за 3:1 за уверлива победа на Легија овде на градскиот стадион во Скопје во првата средба од второто елиминационо коло во Лигата на шампионите. Тренерот на Легија. Петков немаше сили да ја доврши акцијата. Титко и во овој момент крај на надпреварот. Заслужена победа на Легија од Варшава во првата средба од второто елиминационо коло во Лигата на шампионите овде на градскиот стадион во Скопје. 3:1 за варшавјаните. Кухарски 0:1 во третата минута, Јахаја 0:2 во 37-та минута, Ристовски во второто полувреме во 63-та 1:2 и конечниот резултат го постави Светлица во 89-та минута 1:3 за Легија. Гостувањето на Вардар во Варшава ќе биде само формално. Вардар загуби од Легија и пред 3 години, тогаш со 5:0 овде, по овој пат со 3:1, ако тоа може да биде некаква утеха. Вардарците го признаваат поразот и во овие моменти им се заблагодаруваат на гледачите, а фудбалерите на Легија одат кон страната каде што се полските навивачи да им отпоздрават